Ана Павловска-Данева влегува во игра откако Љубомир Јовевски извиси за уставен судија. Професорката од правниот факултет е новиот предлог на владачката СДСМ за да се пополни тимот на Добрила Кацарска во Уставниот суд. Откако Јовевски ги исполни сите политички барања на владачкото мнозинство, опозицијските пратеници очекувале објаснување зошто екс-републичкиот обвинител не заслужува да стане уставен судија. Критикуваат и дека власта во заминување не се откажува да ги партизира правосудните институции. Ако вчера, без никакво објаснување, само имавме комисија која што траеше 15 минути и по година и половина дебата на недовршена листа на говорници кои што беа пријавени за збор, да разговараат зошто тој господин не ни требаше да се случи како кандидат, ја повлеговте негова кандидатура, тогаш какови практични аргументи имаат кандидатите кои што ќе дојдат од ова мнозинство за да ги пополнат местата во Уставниот суд? Колешки, не сметам дека денес кога владата е во оставка, вие треба упорно да продолжите со партизирање на институциите. Не сметам дека треба да зборуваме за нов уставен судија, откако вчера го пуштивте низ вода Љубомир Јовевски, оној кој што ние цела година зборувавме дека не треба да стане уставен судија. Ана Павловска-Данева е редовен професор на правниот факултет Јустинијан I, а држи настава и на Академијата за суди и јавни обвинители. Своевремено Павловска-Данева беше дел од највисоките структури на СДСМ, беше пратеник и подпредседател на партијата во времето кога Бранко Црвенковски ја водеше партијата од Бихачка. По доаѓањето на Заев се дистанцираше, а неретко јавно ги критикуваше потезите на социјалдемократите. Професорката не сака да ја коментира кандидатурата, но за Алфа вели дека за секој правник голема е честа да биде предложен за уставен судија. Постапката е на самиот почеток. Неблагодарно е било што да прејудицирам. Единствено што можам да изјавам е дека за секој правник е голема чест да биде предложен за судија на Уставен суд, а самиот избор на таа функција е огромна одговорност. Чекањето од година и пол не му се исплати на Љубомир Јовевски, бидејќи СДСМ вчера го повлече од предлог за уставен судија, а според него недостасувало образложение бидејќи му била нанесена штета.